Почитувани, добра вечер. Добредојдовте во уште едно издание на Бизнис класа, овозможено од Дайнер Смак. Можете да не следите на YouTube каналот Мишко Иванов, на социјалните медиуми, и затоа не заборавајте да кликнете, да направите subscribe, да не следите нормално, да кликнете и по некој лайк, толку ви се допаѓаме, и по некој коментар за тоа каде треба да се поправиме. Оно што го имаме во изминатиот период секако се парите. Парите го вртат светот, а во периодов зад нас и оно што ќе се случува во следниве, ако можем така да кажем, 30 на дена, тоа се исто така парите, но парите во фудбалот. Ние во ово издание на Бизнис класа нема да разговараме за фудбалот, туку ќе разговараме за оно што се нарекува статистика. Колку статистичките бројки знае да ги користи државата во однос на креирање на политики, или колку тие бројки статистички може да им олеснат на компаниите во правењето на нивните, како да кажем, идни развојни активности. Ќе говориме и за многу други теми, бидејќи со нас е поранешниот прв човек на Државниот завод за статистика, господинот Апостол Симонски. Добра вечер. Добра вечер. Отворив многу теми, некако се сакам да поврзам со парите, и затоа реков дека практично фудбалот е тоа кое што доминира во периодот. Не знам, гледате, следите, малку е шантрево со оглед на тоа што зоните ни се помешани, Мексико, Канада, Америка. Добро, сепак е почеток. Веројатно нема сите да ги гледам средби, но оно што е поинтересно ќе се обидам. Добро, тоа на крајот статистика да ќе покаже колку на преори сте гледале, бидејќи не сум многу обичен во спортската статистика. 48 репрезентации, ако не се лажам, учествуваат. Како тргнале ФИФА, уште малку цел свет ќе го направи светското првенство во фудбал. Па тогаш можеби и ние ќе учествуваме. Па можеби и ние ќе учествуваме. Господин Симонски, колку бројките ја покажуваат вистинската состојба во државата? Статистичките. Така е. Прво да разјасниме за вашите гледачи дека статистичките податоци се официјалните податоци кои што ги произведува државата, и тоа се податоци од статистичкиот систем во државата, кој што главен збор или најважна институција е Државниот завод за статистика, но тука се уште 5 други институции: Народната банка, Министерството за финансии, Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, Институтот за јавно здравје. Мислам дека ги набрав сите, се извинувам ако мислам дека се горе-долу тие. 6 купно. И сите тие податоци кои што се објавуваат во рамките на статистичкиот систем го формираат оној фонд на официјални статистички податоци. И тие кога прашувате дали треба да им веруваме, дали се веродостојни, во суштина мораме, заради тоа што мора да исполнат стандарди, затоа се официјални, затоа не се она податоци кои што ги спомнав на спортот, спортски статистики, каде што некој вадел белешки колку, не знам, имало голови, пенали и така натака. Туку се засниваат на одредени стандарди кои што се строго пропишани. Нашите стандарди во огромна мера се усогласени со стандардите на Европската унија и треба да им веруваме на податоците. Има еден германски статистичар кој што пред почетокот на светското првенство, а претходно наназад 3 светски првенства, на база на статистики, на анализи, прогнозираше кој ќе го освои светскиот шампионат. Последните 2 првенства ги погоди. Ова третова предвидува дека Холандија ќе биде светски првак. Може ли статистиката да до толку, например, сепак зависи од тоа дали ќе има повредени, нема да има повредени, меѓутоа до некаде колку може статистиката да доведе до еден таков податок? Дефинитивно иднината никој не може идеално да ја предвиди, меѓутоа може да помогне многу во секој случај статистиките, особено ако тоа се следи во еден подолг временски период, ако се земат оние информации кои што се повторуваат почесто и кои што може да ги сметаме како да им веруваме, односно, примерно, ако од еден тим нема загубено, не знам, 20 надпревари од низа, ги добива со поголема разлика и слично, нивните играчи играат во јаки клубови, може да се. Меѓутоа, сепак е тоа жива материја, топката е тркалезна, се може да се случува така да секогаш идеално никој не може да погоди. Како и да е,
се враќаме на она што не е суштина на муабетот. Вие споменавте дека на бројките од статистика треба да им се верува и затоа прашањето беше дали бројките ја покажуваат вистинската состојба во државата, тоа значи да. Дефинитивно, да. И како би, што би кажале ние за ситуацијата во држава? Па самите податоци кажуваат дека ситуацијата не е сјајна. Така, слушаме изјави дека сме, не знам, трета економија во Европа, растечка, слично дека имаме четврти БДП во Европа и слично, меѓутоа треба да ги погледаме малку подлабоко овие податоци. Да, на изглед некој податок може да делува убаво, меѓутоа кога видите неговата содржина, ќе видите дека тука има некои фалинки, дека тоа не е баш толку сјајно како што на прв поглед изгледа. Например, каде грешиме или каде некој свесно или несвесно манипулира? Не говориме за манипулација. Интерпретацијата може во интерпретација. интерпретацијата се манипулира. Самата бројка, јас апсолутно не верувам на моите колешки и колеги во Државниот завод за статистика, знам дека се одлични професионалци, дека не би се осудил никој да што има податоци и не може на крајот на клучата, бидејќи особено овие клучните податоци во економијата, на крајот на годината кога се добија завршните сметки од деловните субјекти и слично, тогаш веќе нема каде да се бега. Се конечни податоци, тие се идеално точни бидејќи се базирани на податоци пред се од регистрите и од она што споредени со податоци кои што ги прибира и Државниот завод за статистика со своите истражувања. Така да и да сакате да манипулирате, можете во еден квартал нешто да промените ситно, слично, меѓутоа на крајот мора да биде идеално точно, бидејќи веднаш и било кој обид ќе се примети. Па на пример вие ќе видите кога тие интерпретираат дека Македонија е трета европска сила по економија и тие вадат податок. И нас не изгледа чудно и помалку смешно. Каде се греши со интерпретацијата, да не кажем манипулација? Јас сум граѓанин на оваа држава, сакам да имам многу поголем економски раст од овие кои што го имаме. И ми е драго кој ќе слушам убави податоци. Меѓутоа, прво треба да сватиме да работа. За една мала економија не треба многу за да покаже некаков раст. Едноставно да, некој пример, ако имате 10 говеда, примерно, и ако сите крави, сите се оцелат, вие ќе имате 100% раст. Ма ќе имате 20 крави вкупно. Ако имате 200 крави, половината се оцелат, ќе дојде 300. Разликата, тие ќе имаат 50% раст. Меѓутоа, тие ќе имаат 300 крави како му доаѓа, кој е 50% раст, половината од нив, наспрема 20 кои што ги имате вие. Предходно била разликата 190, сега е 220 разликата. 230. Сакам да кажам, треба да се води сметка. Не можете да очекувате од една Германија, например, или Соединените Американски држави да видите некој огромен раст. Тоа ќе биде светско чудо. Зошто? Да ви тоа што прво е заситена економијата со производствени капацитети. Говорам о сите области. Не може така лесно да се појави нов субјект, да влезе на пазарот веднаш, да се промовира, бидејќи ги има доволно. Втора работа, еден од промоторите на развојот е и новите технологии и слично. Во овие развиени земји тие се веќе најновите технологии применуваат. Друго е, например, вие, ако имате некој погон кој што работи со стари машини, па ги замените со нови, многу попродуктивни и слично, вие ќе имате раст. Слично, од тука, овој раст кој што ние го покажуваме е многу мал. И 3,1 индексни поени кој што во првиот квартал и 3,8 беше во последниот 3,5, ако не се лажам, за 2025 година, не е голем раст за една држава како што е наша. Значи, карикирам, за да упростам, вие дадовте добар пример со кравите и со говедата. Се обидат наједноставно да ме разберат. Например, 3% раст на македонска економија е помалку од 0,5% раст на Германија. Па само претворете го тоа во евра и ќе видите која е таа разлика. Затоа со релативните показатели вие тие се добри за следење на динамика на процес. Меѓутоа, да се сокријат оние вистинските податоци, колку тоа значи, што тоа значи. Ако ги слушате, често пати последниве месец дена одредени добри економисти дава образложение баш на овој момент,
Македонија за да може во наредните 50 години да го стигне стандардот на развој на просекот на Европската унија, треба да има годишен раст од 7 до 8% на бруто домашниот производ. За да го стигне она што денеска во просек е Европската унија. Затоа кажам, дали е тоа добар раст? Да, многу е подобар од еден индекс е поен, многу е подобар од нула стагнација. Меѓутоа е недоволен за да може да кажем. И втора работа, растот поготово на бруто домашниот производ не се директно имплицира во животниот стандард. Ефектот може да се почувства од еден позитивен добар раст дури после 5, 6, 7 години. Но да се вратам на она што претходно го говори. Треба да ја видиме структурата на тие податоци. Именно да видиме од каде доаѓа, кој е тој мотор на таквиот раст кој што се покажува. Од каде доаѓа? Ако ги видиме сега податоците од последниот квартал, ќе видиме дека главниот се должи на растот во градежништвото, некаде околу нешто повеќе од 8,1 индексен поен месечини, и на јавната потрошувачка. Ајде градежништвото во ред е нешто што знае да биде мотор на растот на... Меѓутоа јавната потрошувачка е негативен. Ако растет е негативен показател, тоа значи дека ние трошиме во суштина еврозносна и главно таа потрошувачка се заснова големувањето на таа јавна потрошувачка во суштина на порастот на цените, на инфлацијата. Така да затоа велам, треба да го видиме структурата, ќе видиме таму дека имаме пат на индустријско производство, односно на делот кој што покрива рударското и индустријата и самата преработувачка индустрија. А она што ме зачуди податок во првиот квартал е поприлично големиот раст во земјоделството, бидејќи во кварталните податоци се дава за земјоделството проценка. Вие немате реален показател на она што значи додадена вредност во земјоделието додека не се заврши целата реколта. Значи дури во годишниот показател ќе видите вие вистинскиот показател на она што земјоделското производство го врши. Ова цело тоа е процена врз основа на продадени производи кои се произведе во тој квартал, извезени и слично. И ме зачудува во првиот квартал да има 2, нешто индексни поени раст на земјоделието во квартал кога во суштина нема голема активност за земјоделието. Сепак е тоа зимски период, каде што освен овие оранжериските производства, ние немаме. Не знам, ова им е малку чуден податок. Не сум таму за да можам да проверам зошто и како, од каде е дојден тој раст. Меѓутоа, велам, другата структура е неповолна. Е неповолна, особено, кажам, што рударството и индустријата заедно, особено преработувачката индустрија, имаат пат. Значи, ние имаме практично, како беше економски раст, благодарение на растот на градежништвото и благодарение на тоа што ние трошиме повеќе пари, тоа е таа јавна потрошувачка, а во меѓувреме цените се зголемени, тука се можеме да се говориме и за инфлација, меѓутоа факт е дека сите овие кризи ги зголемија цените, сето тоа учествува во тој економски раст на крајот. Да. Сумирано и суштествено, веројатно тоа е она за кое што вие говорите дека ние имаме раст, меѓутоа стандардот не го прати, веројатно и генерално видите економскиот раст. И да е во сите сектори да имате раст, репрекусиите врз животниот стандард секогаш доаѓаат подоцна. Секогаш доаѓаат подоцна. Тоа треба, значи тој раст економски да се ефектуира и на растот на платите, но во случај да нема инфлација или таа да биде мала инфлација, за да порасне куповната моќ на граѓаните и нормално животниот стандард. Меѓутоа тие две работи не одат секогаш заедно. Секогаш платите подоцна тука се рефлектира подоцна ефектот од развојот. Кога е статистиката во прашање, бројките се немилосредни. Така рековте и вие, тука нема тие се бројките. Често знаело да се говори фризирање на бројки. Си фризирало ли некојаш во статистика? Бројка. Не сакам да поверувам дека некој се обидел да фризира. Кажав дека тоа многу тешко да може да се направи. Едноставно невозможно. Прво заради тоа што ви мора да ги почитувате сите стандарди. Значи секое истражување се базира на строго пропишана методологија која што кажам во огромна мера е усогласено со европската. Сите податоци кои што ги произведуваме, покрај тоа што ги објавуваме за
домашната јавност, ги праќаме и во Евростат, каде што се врши контрола комплетно на сите тие податоци и нема верификација. Значи, додека се објави податокот на Евростат, поминуваат некаде 2 до 3 месеци по објавувањето овде, каде што тие вршат целосна контрола и ревизија на тоа како е добиен тој податок. Така да, апсолутно, велам, не може, и не сакам да поверувам дека некој помислил да штелува. Во кои сегменти Македонија назадува, каде има напредок? Тоа барем статистиката може да го покаже. И тука се релативни малку велам, не треба секојаш парцијално да гледаме работите. Ако гледаме на пример растот на платите, да ние имаме континуиран раст на просечната исплатена нето плата. Меѓутоа, ако гледаме и растот на цените, односно трошоците на живот, ќе видиме дека тој раст го прати и инфлацијата, така да не се рефлектира вистински растот, тој номинален раст на платите, реалниот не е толку висок или можеби и нема никаков раст. Втора работа, ако видиме ние последниот податок, ако не се лажаме за март, за просечно исплатената нето плата е 48.400 и нешто денари. А за истиот месец минималната потрошувачка кошничка која што пресметува синдикатот е повеќе од 70.000 денари. И сега, во едно четворочленото семејство, ако 20 работа земаат просечна плата, би имале некаде околу 20, нешто помалку од 20-16.000 денари, повеќе од она што значи минимум за екзистенција. Ама тоа е под услов да немате кредити, да немате долгови и така натака, што многу ретко се случува. Од тука ќе видиме колку е нашиот просечен стандардот кај просечниот граѓан и колку тој навистина се зголемува оди напред. Впрочем, не треба многу повеќе да појдеме, треба до супермаркет и ќе видиме колку се полнат кошниците кај купувачите и да споредиме колку се полнале 5 година, 2, 3, 5. Ќе ни биде јасно. И кога ќе на крајот од денот и кога ќе застанете на касата и полна, полуполна, сепак Сакам да го кажам, значи некојаш на сметката ние гледаме колку е повеќе, сега тоа се намалува, значи ги редуцираме. Сакале, не сакале. На уштрб на потребите. Господин Симилски, колку пари има во Македонија? Сега, ако одиме по буџетот, сме скоро 7 милиарди. Меѓутоа, што вели статистиката? Па статистиката не го следи овој податок, го следи Народна банка. Таму ќе треба веројатно да се постави прашањето. Дали сме колку пари има? Добро. Колку тие пари на вистина вредат? Ајде, колку вредат парите во Македонија? Лоше да има многу пари, а да не вредат тоа што инфлација да ги јаде, го памтиме тој период многу добро, и јас и вие. Меѓутоа, не знам колку пари се во опток, секој случај далеку од еден што би овозможило некој нормален живот на граѓаните. Ајде вака, колку е богато просечното македонско семејство? Па мислам дека премалку кажав. И кај нас се многу работи се чудни вака кој ќе ги гледаме. Им се жалиме сите дека немаме доволно. Им се жалиме сите дека на вистина ни е загрозен стандардот на живење, а од друга страна гледате дека интензивно се купуваат станови, се возат релативно квалитетни автомобили, кафаните ни се нон-стоп полни. И тоа ние сме, претпоставувам, барем оно што можев ја да го свитам во мојот живот и да ги, колку што ги познавам луѓево, а и својот карактер се разбира, бидејќи не се разликувам јас премногу од другите. Ние сме потрошувачко општество, ние сакаме да потрошиме, сакаме да се покажеме, особено на оно што е видливо. Оно што луѓето можат да го видат. Онамо кај што не се гледа, тука знаеме да штедиме тоа многу, на уштрб на она што се гледа. Многу тешко прашање поставите, тешко да се одговори, ама сепак не е нешто што треба да се пофалиме и заради тоа ни бегаат луѓето. Заради парите бегаат? Па генерално на крај пак се заврти околу парите се. Можеби подобар живот тие ќе кажат. Подобар живот во повеќе аспекти. Прво луѓето веројатно тема која што ќе зафатиме малку пошироко. Директно не одат заради тоа што немаат можност да работат и да заработат. И тоа сака сигурност. Прва, значи сигурност во можноста да работат и да заработат со оно што го научиле, што го знаат, со своите капацитети.
сакаат да имат правна држава, за да некој ги заштити, бидејќи за жал не се случува секојдневно да слушаме како не се исплатиле некаде плати, како некој бил отпуштен заради тоа што некому му текнало да биде отпуштен. Сакаат квалитетно образование за своите деца, сакаат квалитетно здравство да имаат. И меѓутоа седо тоа кој ќе го повредите заедно, на вистина човек ќе се размисли, ќе каже овие луѓе се во право. Колку компаниите и колку политиката ги чита и сака да ги чита бројките на статистика? Зашто прашувам? Затоа што ако ние ги следиме статистичките трендови, оние бројки на статистика, ние веројатно можеме да направиме план и да предвидиме дека, карикирам, текстилната индустрија ќе паѓа, дека ние треба нешто да преземеме некој чекор. Колку во таа насока од една страна компаниите, од друга страна државата, колку ги следи политиките? Бројките. Значи и целта на производството на статистичкиот податок е да служи за креирање на развојни планови, стратегии и слично. Се користат ли кај нас? Ги користат ли? Ја не гледам дека ни демографски, ни ако сакате економски, дефинитивно или не го гледаме ние тоа? Не го гледаме. Јас го гледав тоа додека бев во завод по барањата на податоци кои што ги произведуваме, покрај оние што редовно ги објавуваме. Ама еве, например, ние од статистика добиваме постојани информации, значи не и вие кога сте били директори претходно, значи години наназад, дека ние гледаме дека имаме иселување, дека ние гледаме дека секоја година имаме помалку првачење. Јас не гледам дека нешто се превзема за ние да ги задржуваме. Друга работа дали се презема и како се презема. Статистика треба да ви даде можност. Значи ви нуди информации кои што вие треба да ги искористите. Завод за статистика за да го следат. Да, но прашањето дали вие прво сакате да ги почитувате тие, да ги користите тие податоци и дали знаете да ги искористите како што треба. Тука е клучното прашање. Нашата обврска како Државен завод за статистика беше да обезбедиме информации кои што може да се употребат, ако квалитетно се употребат, да се државата да креира вистински развојни планови, стратегии, деловните субјекти своите развојни планови, инвестицијски, било какви да се, и така натака. Многу е важно да се користат. Дадем многу едноставен пример овде. Сакате да отворите некаков погон некаде. Вие не е само да треба да имате доволно средства и обртни и фиксни, за да го отворите, не знам, земјиште, да изградите објекти и слично, ние треба да водите грижа дали има и работна сила квалитетна во тој дел каде што сакате да отворите и колку е таа расположена на пазарот. Второ, дали имате комуникации со кои што ќе можете тоа што ќе го произведувате, ако се материјални добра, да го транспортирате до таму каде што треба се потроши, дали има потреба од такви производи, дали се тие трошат во трговијата и така натака. Се се тоа податоци кои што ние ги произведуваме. Се се тоа податоци кои што ги произведуваме. Демографските ги спомнавте податоци, тука не е само раѓањата, умирањата и иселувањата, тука се и она што го се нарекува демографија во просторот, бројот на население во одреден простор, нивната структура по сите белези, пописот особено, тоа треба да го возможи и слично. Токму од овие аспекти што ги кажува сега. И државата да ги, нели, како влада, како институции, да креираат своји развојни планови, односно со кои што би помогнале како на деловниот сектор, воопшто генерално на сите, па дури и на едно домакинство. Мора да има информации за да може да го планира својот месец. Што и како би се работело, дали ќе има доволно средства за тоа што го планираат или нема, сакаат некаква инвестиција или не сакаат. Дури, значи, на толку ниско ниво треба да се користат информациите. Само тогаш може да имате успех. Затоа што кога ќе користиш ти статистичка операција, кога гледаш односно статистички податок, ако гледаш дека имаш некаков негативен тренд, бидејќи тоа ти го покажува статистиката, тебе претпоставам ти требаат минимум 10 години за да ти нешто направиш некакво помрнување во однос, например, на демографија. Претпоставам, ќе ве вратам малку подоцна. Тука во демографијата треба многу повеќе. Да. Ќе ве вратам малку подоцна на тоа. Куповната моќ како се движи, споменавте во еден момент, ќе влезете во маркети и ќе видите дека за разлика од порано, кога кошничката била полна, сега е преполовена.
статистиката што вели, оди надолу, нагору, измешана, сега тоа не е само на било која влада, тука влијаат разноразни фактори, и она што се кризи, војни и така Повторно натаму. кажам, никој не може да очекува, не треба да очекува дека статистика ќе ги решава проблемите. Не ги решава статистиката. Вие сте само лошиот гласник, така? Па сега може би и добриот, не, ако добро се употребат, па дури и лошите податоци, ако паметно се искористат, тие ќе бидат добри. Тие треба да бидат добри податоци, велам, ако паметно се употребат. Сите овие, значи, државни, само, не, статистичкиот систем, барем по последната година додека бев по институцијата, спроведуваше 367,8 статистички истражувања годишно. Значи, тоа е огромен фонд на информации кој што го се обезбедува од секоја пора од животот. Значи, спомнавте инфлација, трошоци, цени, население, сео тоа трговија, сео тоа го произведуваме. А како верувате на бројките кога ги добивате, на пример, кога ќе ги побарате бројките, или имате разноразни, тоа се тие методолошки пристапи каде што никој не може да излаже, веројатно. Секој истражување мора да има строго подизлаже, да кажеме пропишана методологија. Па не, знаете што, особено е деловни субјекти кога сакате да добијате податок. И сега тоа се истражувања најчесто кои се со месечна периодика. Ние ги нарекуваме така неши краткорочни истражувања. И сега, бидејќи тие се, вие не можете сега од сите деловни субјекти да земете информација, се прави примерок кој што треба да биде репрезентативен и кој што треба да ви даде една јасна слика нормално со точни податоци. Податоци ги пополнуваат и даваат самите деловни субјекти. И сега често пати, особено овие помаливе или средниве предпријатија, па кај не најдавте нас, може ли да тргнете, дали вас ке ви треба информацијата која ќе добиете? Да, многу ни треба. И па веројатно треба некој да даде податок за да можеме ние да го прибереме, да кажеме да ова е добар квалитетен податок и слично. А тоа зашто што се влегне во примерокот, значи дека вие се оствариле одреден промет, ако е тоа во индустријата, не знам, во трговијата и слично, значи добро работите и можеме да од вас користиме податок. Ако вие стравот сепак владе во Македонија. Не стравот. Не им се работи на луѓе. Значи, они лоше штуштене сваќаат дека има само корист од тоа. Како товар го сваќаат дека еве сега и за вас не треба. А никој не вика зашто ние мора да водиме сметководство УЈ, па дека треба да пријавиме се живот. Таму не сме бидејќи законска одредба дека мора и има строги казни, нели, ќе ми затворат, ќе ми блокираат сметката. Ние немаме право да блокираме сметка. Меѓутоа, мислам дека се менува и тука свеста. Особено последните 5-6 години 10, навистина се менува свеста и веќе ако со нив културно фино поразговарате, сваќаат дека тој податок е треба. Исто така дали ќе дадат точни податоци. Значи, тука има систем на проверки, тука не можете баш така едноставно ќе пишете што ќе ви падне на памет, дали повеќе, дали помалку, колку само да се завршите обврската. Се следат, има многу развиен систем на контрола на секој податок и веднаш се уочува ако нешто остапува, некој тренд веднаш. И сега тоа не значи дека тоа е погрешен податок. Меѓутоа се реагира веднаш да се види, да се провери ако е тоа вистина, зошто се случува тоа и така натака. Така да се кажам, методолошките решенија мора да предвидат сите тоа и анкетарите овие што прават рейтинзи што мерат за политички партии и генерално кога прават било какви анкети имаат такви трик методолошки прашања каде што ти ако излажеш па тие после при оно пондерирање читање може да ги видат сите тие. Знаете што било кој прашалник, поготово овие анкетите прашалници се прават така да прашањата кореспондираат меѓу себе. И тоа се нарекува така наречена логичка контрола, каде што таа логичка поврзаност помеѓу прашањата ќе ви даде одговор дали некој погрешил, намерно случајно не е битно и веднаш денеска со технологија која што ја користиме, бидејќи веќе хартија не се користи, самиот систем со внесувањето на податокот веќе ви кажува дека има грешка, па ќе морате да ја коригирате. Добре. Кажете ми, кои индустрии имаат најголем потенцијал во Македонија? Може ли тоа статистиката да го покаже? Дефинитивно може, но тука не треба дури ни статистика многу да се следи. Светските трендови се јасни. Денеска
веќе она што значи индустријата која што базира на трудоинтензивните дејности и слично е во опаѓање. Она индустрија каја што се користи технологијата сега поготово со ова вештачката интелигенција и слично е таа кај што прогресот може да се води. И она што сите мислиме дека индустријата е главниот фактор на развој. Светот, развиените земји, ако погледнете структурата на бруто домашниот производ, услугите го прават најголемиот раст. Тука е она поле каде што најбрзо може и наједноставно, бидејќи тоа не бара преголеми инвестиции и да се постигне раст. Растот, например, на една Ирска, на земјиве од Балтичките земји, токму на овие услужни дејности, особено во IT индустријата. Ние каде можеме да очекуваме исто овде? IT индустрија? Да, зашто не? Апсолутно. Не, да не е презаситено многу, бидејќи доаѓа време на вештачка интелигенција и така натаму. Таа вештачка интелигенција се ја контролира човек. Па ја контролира човек, меѓутоа колку тоа може да биде ризик кога веќе споменуваме и пазар на труд, ние и така кобуриме со работници, колку може да бидат роботите на пример ризик за намалување на работни места. Добро, ние кога говориме за вештачка интелигенција, веднаш мислиме на роботи се. Значи не, ама видите, јас кога разговарав со еден информатичар минатата недела, тој ми вели можам да ви тврдам дека за помалку од декада или еве за 10 години немојте да се чудите ако вие дадете само план, па дојдат роботи и тие ви ја изградат куќата. Но да се разбереме на работа, веќе гледате неки неземи направија за 24 часа 50 катинца колку беше таму. Не ја правеа роботи, меѓутоа роботите во автоиндустријата веќе 50-60 години се составен дел на процесот на производство. Тама се сеќаваме на процесите кога имаше масовни отпуштања од работа. Што мислиме на тоа што значи робот? Ако е некој хуманоиден робот, тогаш да, тоа е нешто што сега почнува инаку роботите со дамна влезење во роботиката, мисла особено во индустријата. Секогаш има потреба човечки фактор. Сега, дали ќе има потреба од квалификуван кадар, тоа да. Значи, веќе неквалификуваниот кадар ќе биде многу тешко. Со што се соочуваме ние во Македонија? Што покажуваат податоците? Дека сите или се запишуваат на факултет, или оние голем дел се заменуваат од држава. Ние немаме стручњаци, експерти, и тоа се оние странски компании кога доаѓаат и кога ќе барат квалификувана работна сила. Ние немаме. Ние немаме работна сила генерално. Бидејќи па заради тоа што огромен е бројот на лица кои што се иселуваат годишно, иако никој во државата не може точно да каже колку е заради тоа што нема евиденција. А тие што се тука ги мрзи да работат? Не, заради тоа што заменуваат млади луѓе пред се. Некој на моја возраст и да сака да оди некаде, никој не го сака. Значи, потребата на пазарот на трудот таму каде што се оди е на луѓе млади и за жал на луѓе со високи работни способности, знаења, квалификации и слично. Значи не оди оној кремот од државата на млади луѓе, образовани, школувани, не говорам за нивото на образование, и то квалификувани, кои што може да успеат на тој пазар таму. Ако 70-тите години, исто е огромен бран на миграција кој што имаше особено кон Германија и другите западноевропски земји, кога неквалификуваната работна сила беше на цена, денес е обратно. Денес, како викаат во Германија, најдалниот имигрант е човек на меѓу 25 и 30 години, да има високо образование, особено некои технички струки, да знае 3-4 јазици, тој е идеалниот човек кој што го бараат. За жал, токму ајде што е голема бројка на тие што се луват, но и оние најквалитетните кадри веќе ни се. Значи, ние кубуриме многу со работна сила? Па, слушајќи бизнес секторот, сите се жалат на тоа дека нема доволно и нема доволно квалитетна работна сила. Кажам зошто, меѓутоа сега тука веќе прашањето зошто ги нема, нели не е зашто некој си отишол, ма тој отишол од земјата и тоа што имал некоја причина, ако му било убаво тука не би отишол. Ако немал, нели на почетокот говорихме малку и околу тоа. Дали го плаќаме доволно? Дали има квалитетни услови на работа? Дали има можности за напредок? Значи секој човек, особено младиот човек, сака
да се докажува во својата струка и да напредува, да работи во добри услови за работа и слично. Многу е широка темата. Има ли тренд, како што вака, ајде и официјално што говорат, меѓутоа вака ќе слушнете се повеќе, дека можеби и војните придонесуваат за тоа, има ли тренд на враќање назад на... Кај нас нема се уште. Нема се уште. Тој тренд, јас говорев и пред неколку години јавно, телевизија, дека тоа може да се случи ако Македонија влезе во Европската унија. Зошто го велам ова? Не имам желба да сакам и јас да бидеме дел од Европската унија, меѓутоа тоа го говорам врз основа на искуствата од земјите кои што во последните 2-3 декади влегоа во Европската унија. И каде што Бугарија не треба подалеку да одиме. Бугарија кога пред да влезе со кршењето на железната порта, особено при оние пристапни преговори и влезот на Европската унија, имаше масовно иселување од Бугарија. Значи тотална депопулација на држава. Сите отидоа во Англија. Јас дури се сеќавам. Не мора дека во Англија отидоа на во Европа отидоа, но знам дека и Англија тогаш бидејќи беше Британија во Европска унија. Меѓутоа сега имаме регресивен процес. Сега имаме враќање. Значи, ако увидите дека јас можам со својата струка, својата професија да живеам добро, да работам и да заработам добро. При тоа ми се подигнати стандардите и во образованието, и во здравството, и во функционирањето на правната држава и така натака, па зашто да бидам некаде странец кога можам да бидам дома? И тоа се случува. И тоа особено ви кажам балтичките земји, Полска, Чешка, Словачка не е толку многу, меѓутоа, значи го гледаме тој процес. Затоа велам дека и клучно би било тогаш. Се додека не се случи тоа, а не дека само заради тоа што би биле член, како би ги исполниле оние стандарди кои што ги бараат тие млади луѓе заради кои се иселуваат од земјава, кога би влегле. Значи, не ве прима некој тек така. Вас вие имате желба, окей, дојдете, нема проблем, добро ден. Барам сега за да видам, бидејќи Швајцарија има референдум за нели да се ограничи бројот и тоа можеби малку некого вознемирува, меѓутоа некој кој што можеби планирал да замине или да не замине. Тие трендови се исклучително поразителни за Македонија и тоа е веќе особено последните 25 па од независноста на Македонија. Вие го дадовте во примерот и со Бугарија кога влезе во Европската унија. И истото се случуваше и со Романија. И со сите источноевропски земји. Сите источноевропски земји практично го следеа тој момент и тоа е таа преселба на народите, мешање и така натаму. Меѓутоа, како да фатиме ние еден терк, во која смисла вие, кога ве прашав која индустрија има најголем потенцијал или што е оно што има најголем потенцијал, вие велите зашто да не IT технологијата. Не, генерални услови. Генерално, да. Какви ни се условите во земјоделието, бидејќи нас генерално не третираат како земјоделска земја. Можеме ние не можеме да снабдуваме тони и тони, меѓутоа сепак има чувство и впечаток веројатно дека земјоделието е тоа кое што го имаме на располагање, не го користиме доволно или не знаеме или никој не сака да работи. Земјоделие па нивите ги даваат сега за фотоволтаици и така натаму. Од се по нешто би рекол. Бегаме ли од оно што ни прво ако видиме какво е нашето земјоделство, ќе видиме дека ние имаме многу екстензивно земјоделство. Значи нашите парцели прво се премали за да можете вие да примените најсовремени агротехнички мерки, не знам, стандарди, технологија. Е доволно за да имаме некаков, не знам, некакви бројки кои што би биле позитивни на крајот. Не, сосема доволно земјиште за да можеме квалитетно да се прехраниме во секој случај. Ако сме некојаш произведувале повеќе од нашите потреби, па се пласирале по пазарите по поранешна Југославија нашите производи, зашто не можело и сега? Проблемот е во тоа што прво кој би работел. Значи ние имаме целосна депопулација на селата, кој што не е производ на денес. Значи јас ќе вратам уште таму 50-тите години од минатиот век со почетокот на индустриализацијата во Македонија, каде што се концентрираше индустријата во поголемите градски центри, каде што имавме така наречен екзодус на селото, каде што некаде повеќе од 180.000 луѓе во тоа време се преселија од селата во градовите. И каде што одеднаш порасна
бројот на жители во градовите, кај што се смени целокупниот начин на живот на луѓето. Прво, промена на професијата од земјоделство, влегува да работат во индустријата. Второ, од тие селски куќи индивидуални слични влегува да живеат во мали станови, кај што имаше и демографски последици крупни, се намали нагло падна наталитетот, почна да се намалува. Луѓето се описменуваа, веќе образованието стана фактор во државата, која што исто така влијаеше на тоа да се помалку трудоинтензивни работи, кај што не треба премногу школа образование, бидејќи говорим за земјоделието, се уште не е на ниво како Данска, например, каде што едно семејство може 1000 хектари да обработува, ама прво не ни се парцелите такви, за да може да се применат таквите мерки. Второ, тоа треба сепак и големи инвестиции и на крајот и желба и знаење. И дали го имаме тоа знаење, ако видиме прошното земјоделско семејство, квалификациите, ќе видиме дека поголемиот дел од индивидуалните ги немат тие квалификации, потоа се уште по оние традиционални начини на производство. Се разбира нешто се овременуваат, меѓутоа не така брзо како што Па добро, веројатно затоа што искапа се тоа. Меѓутоа клучната работа е што се празни селата. А сепак обработливата површина е таму. Околу градовите има нешто, меѓутоа тоа е околу градови, повторно се и тоа рурални населени места, кои што пак се во некаков живот заради тоа што се облизина на градовите, оние малку поодалечените не се речиси празни. Тоа е во однос на селата. Кои градови растат, кои се празнат? Па не расте ни еден град. Значи се празнат сите градови. Дори со пописот 2021 година се покаже една лажна слика кога се спореди податокот за Скопје, например, како најголем центар, со оној податок од 2002 година, каде што имаме некој расток некаде околу 25.000 жители. Меѓутоа забораваме дека во меѓувреме се промени територијалната организација, односно одредени населени места кои што беа самостојни, рурални, во околината на Скопје, станаа дел од Скопје. Примерно, населбата Радишани беше посебно населено место со селото. Сега селото Радишани е посебно, населбата е дел од Скопје. Даме Груев населбата, Ново село, беше дел од Ново село. Сега е дел од Скопје. Населбата Ченто беше посебно населено место, Сингелиш, сега е дел од Скопје. Населбата Драчево, заедно со селото беа посебно населено место, сега населбата Драчево е дел од Скопје. И ако ги ставите овие делови, направена кооперација, Скопје има изгубено околу 50.000 жители во однос на 2002 година. А сите останати градски центри се намали бројот, особено, мислам дека само Куманово окачува. Ама и таму, па Карпош и Бедиње влегува во состав на градот, кој ќе видите и таму малку треба поинако да се гледат. Овие Штип, Битола, особено Битола се намало страшно много. Битола е град да не бидам груп на старци, да кажам, на возрастни луѓе. Меѓутоа, најголемиот извозник на население во странство сега е Скопје веќе. Ако некојаш беа Источна Македонија, југозападна Македонија, одамна западна, сега е Скопје клучниот извор на... До душе имаме миграции во Скопје, од другите, од помалите населени места, па тоа некако се покрива. Меѓутоа, повторно, кога ги кажам овие споредени податоци со меѓу двата пописа, ќе видиме дека Скопје намалено де факто од она што било во 2002 година. Значи дека сепак, нели, но да не одиме на оној политички муавет ќе влегуваат. Не, апсолутно, демографски. Не, друго сакав да кажам, дека ќе влегуваат мигранти, нема да влегуваат, во секој случај не увоз на работна сила мора да има. Треба некој тој простор да го пополни. Да не се лажеме. Како ќе биде политиката? Јас знам многу од Непал, од Индија кои што веќе се пристигнати овде и кои што работат. Турција, во градежните фирми работат турски работници. Колку тие ќе се задржат тука, колку нема, тоа е друго прашање. Меѓутоа факт е дека ги има. Но дали ќе ги има повеќе? Да. И сега тука треба да се водат политики и во овој дел. Значи, дефинитивно не гледам дека треба како Швајцарија сега некоја бариера на доселување и слично, мислам, ако успее референдумот, се разбира. Но треба се креират политики да се стимулира од некаде. Примерно, многу паметна политика по мене направи Полска. Со почетокот на агресијата во Украина,
имавме страшно голема миграција на луѓе од Украина, надвор бегање од заради војните действија и слично. Полска им пружи добре дојде на огромен дел, точно дека се граничат меѓу себе, дека се најблиска земја и слично. Меѓутоа не заради тоа што премногу ги сакаат или не знам се хумани и така надека. Туку прво украинците се писмен народ. Таму уште во времето на Сталин беше задолжително средно образование. Значи тие луѓе се писмени. Второ се словени, близок јазикот, лесно може да се прилагодат. Трето на крајот малку е лошо, меѓутоа се случува. Тоа е особено Полска е поприлично хомофобна во тој дел, се христијани, не се муслимани и така натака таму имаат верзија кон такво население и слично. И за ефтини пари прифаќаат работа. Па видите, ова исто И сега, значи, они направена излегува пред светот како многу хумани, а во суштина, бидејќи имаат економија што брзо расте, имаат потреба работна сила, им добро дојда, еве сега, за жал, значи, тета на овако никој пољаците го посакале, тоа се разбира, меѓутоа го искористија моментот, знаја да го искористат моментот. Ова ми доаѓа исто како Ангела Меркел, кога беше војната во Сирија, кога беше оној наплив на бегалци, и кога Германија со Ангела Меркел рекоа, еве ние ќе земеме 5000 мигранти, практично тие ги одбра сите оние кадри кои што ниф им недостасува, затоа што и таму имаше миграција на германски стручњаци во САД каде што одеа, па тие земаа се она што еве ние земавме. Земаат од кај нас, па си половина медицински персонал се пресели во Германија од овие простори, не говорам само од Македонија. Колку луѓе реално ја напуштаат државата? Моите проценти се дека нема ваков податок никаде, дека некаде околу 15.000 годишно се иселуваат. Што ќе се Како случи? салдо говорам. Ако продолжат овие трендови, што ќе се случува за 10 до 20 години? Не знам дали се сеќавате, пред некаде 3 години, 4, објавивме проекции на населението како Државен завод статистика до 2017 година, мислам беше. И каде што имаме неколку сценарија направено, додуше тие немаат проекциите и цел намера да погодат што ќе се случи точно во година, туку да покажат какви последици би имало евентуално ако одредени демографски текови одат во некакви си правци предвидени, предпоставени. Една од варијантите беше да може да доеме и до половина милион за тој период. Се разбира, таа е најцрната сценарија. До 2070, така? Е неверојатно да се случи. Значи не е, таа е хипотетичка само. Така. Меѓутоа и сите дури и оние можните остварувања се дека ќе имаме намалување на бројот на населението. Дури да се преземе нешто? Да, бидејќи знаете што, за кажам која е најдобрата мерка која што треба да се преземе. За да почнат и да се намали, да се стопира тој бран на иселување, жилбата да се иселува, и второ, за да почне да се ствара жилба за враќање назад, односно оној реверзибилен процес на оние кои што заминале. И тоа не оди така лесно, и не оди веднаш и да се случи прием во Европската унија, не значи дека веднаш ќе се вратат сите. Тоа враќање ќе биде можеби после 5-6 години, кога ќе се увиди дека тие стандарди на висина функционираат во државата и зашто не би се вратил, зашто не бидат дома. Меѓутоа, за жал, па вторите генерации растат, тие веќе не ја познаваат државата, понекогаш и тоа е фактор кој што влијае да не се и кога повозрастните условно тогаш би и да имаат жилба за враќање назад заради своите деца би останале слично. Тежок е малку тој процес и не е баш така црно-бело како што би посакал некој или еве вие може да влијаете, ама не можете го решите проблемот. Вие сте човекот кој што кога беше директор после 20 години направи попис во Македонија, имаше еден нобит Груевски 2011, не успеа. Зошто политиката е толку против да се направи попис, една нормална статистичка операција?
Па јас би рекол заради тоа што пописот кај нас, ама кај секој човек, буквално не говорам само кај политичарите, се подразбира дека е операција со која што ќе се утврди колку има жители во државата, колку тоа се македонци, албанци, турци, роми, власти и така натака и тука завршува. И бугари, да не забравам. Еве и бугари, се едно, било кој, сите. И хрвати. И тука завршува перцепцијата на пописот. Ние на почеток говориме што значи статистичкиот податок, колку тој може да се употреби корисно или слично. Колку особено податоците од пописот, бидејќи тие се на целата популација, значи имате целосен опфат, не е тоа на примерок, па имате некоја статистичка грешка, евентуално можна, нели, и слично. И е сеопатен, се собираат податоци за многу белези. И на населението, но и за условите за живење. Пописите не се само на населението, тие се на домаќинства и на станови. Апсолутно. На земјоделство е посебно тоа. Посебен е попис. Требаше годинава да биде, ама тешко веројатно дека ќе биде, бидејќи не е донесен закон се уште. Што е работа што ние попис не можеме да направиме во Македонија? Ама за земјоделие, јасно. па не знам воопшто што е проблемот, Ама не, вистина, парите овие се, што луѓе веројатно. седат треба Мислам се... дека парите се тука проблем. Средства не може да се обезбедат. Како и да е. Трета економија, пари да нема, Добро, мислам. сега да не бидеме Цинични. цинични малку. Не, шега на страна, да. Значи, не го сваќаат во момент дека исклучително се користи. Кажаме за државата, кажаме за стопанството, за локална за самоуправа, па тоа е богатство на податоци. Богатство на податоци. Вие треба школа да градите некаде. За да градите школа, прво треба да знаете дали има таму деца. Дали тие деца веќе удат во некоја школа која што е во близина, дали Многу треба, дали е елементарна потребно, работа, дали има не е луѓе во потребно. кој село има, во кој не. Така, во градот Скопје да организирате како да го организирате превоз, јавниот превоз. Ви треба податоци каде живеат луѓето, каде работат, каде се школуваат децата, какви имаме такви прашања во пописот, ни се смеа некои луѓе, ама не сакат колку е тоа корисно за локалната самоуправа. Имавме прашање колку е далечна вашето работно место или местото на школување од вашиот дом, како превозно средство користите, како одите, дали користите јавен превоз, дали со сопствено превозно средство, пешки, велосипед и така натаму. И се смее на таквите прашања. Меѓутоа, ова е клучно за организирање јавен превоз. Во секој едно поголемо населено место. А добро, ви отвара врата или стварно ве брка? Не, тоа бе имаше, значи прво вака имаше рековме политиката пописот простор да влезе во пописот. А што се решивте Ние да го го истерате затворивме. пописот? Бевте во ера на ковид практично тука некаде или по Ковид беше посебна приказна, меѓутоа затоа го одложивме малку неколку месеци пописот, требаше да биде во април, се спроведе во септември. Бидејќи во април беше пикот на пописот, веќе во септември беше многу полабава ситуацијата и беше пикот на ковидот. На ковидот, да. И не беше стравот проблематичен, бидејќи најдовме многу решенија, сепак беше септември и убаво беше времето, имавме продолжено лето. Да. Дури мислам дека само еден ден заврна во тие 20 и неколку дена колку се проведуваше пописот, беше навистина, еве имавме таа среќа да и времето ни се поводи и наоѓавме многу начини да не има оние најблиски контакти еден до друг да седиме. Па дури и ова е пак на некој растојание, сите мора да носат маски, Абсолютно. строго водевме сметка да тоа. Да ве прашам. Точни ли се бројките од пописот 2021? Апсолутно. До бројка, проверени во секој аспект. Зошто 2011 не успеа пописот? Прво, методот кој што се користеше беше сосем различен од овој кој што го користевме во 2021 година. Да ви ги кажам, претпоставам сте ги слушале, политичките не импликации, туку моменти на тоа што е поврзано со пописот. И 2011 па и 2021 поврзано со она меѓуетничка тензија, не знам дали албанците ќе видат 25-18%, па тоа ќе влие на Охридскиот договор, па ако се помалку, па тие во диаспората како ќе биде, што ќе биде. Претпоставам ги слушавте сите тие муавети. Дефинитивно. Од тој аспект имаше ли политички притисок во Ма заради тоа пропадна тој попис. 2011? Да. Но истиот муавет беше и 2021. Така, прво пописот мора да се спроведе согласно методологија која што не ја смислил ни Апостол, нити ја измислиле баш само вработените во Државниот завод статистика. Таа методологија мора да базира на одредени стандарди кои што ги пропишуваат Обединетите нации и важат за сите земји во светот. Првиот стандард, најважниот стандард е така нареченото вкупно резидентно население, каде што резидентно е тие што сме кои што живеат тука, што живееме и тука. оние кои што се до година дена некаде, бидејќи тоа е период кај што тие
да можеби нема да најат можност да продолжат престој и слично. Така. Тоа е нели оној прв. И тоа се стандарди што владат сите земји во светот. А 2011 велите, можеби тоа беше Сега, причината. тогаш не, истата методологијата не беше проблем. Проблем беше што сите се обидува и тоа нерезидентно население да го прикажа дека е резидентно. Аха, И- например, тој што живее во Швајцарија да го Го прикаже пријава дека е тука. или дека отишол дека е Аха. таму 2 месеци, а 3 деца му се родили во Швајцарија и така натака. Добре, и ние колку на крајот сме очигледни луѓе? лаги и Колку луѓе сме? ние? увидела дека за 10 дена колку што траеше попишувањето, се попише повеќе население него во 2002. А пописот уште не беше ни завршен, ни до половина, да речеме нешто повеќе од половина завршен. И сватија дека ќе имаат тотално нерационални бројки, дека никој, буквално никој нема да им верува на тие. И пропадна Да. 7 И за- милиарди или Па не, 11, не знам колку беа. пописот требаше да чини 14 милиони Милиони, пардон, евра, 14 да, околу милиони 7,5 евра. се потрошија. Па добро. А, И, не. Меѓутоа, овој попис кој што сега го правевме, во 21-ва, кога ги веќе спомнуваме парите, значи 10 години подосна, каде што користиме технологија, секој попишуваш на лаптоп, не на хартија, кој што ги купивне, Аха. 5650 компјутери купивне, и кои после тоа сите ги дадовне по институции, најповеќе по школите, 2000 и нешто само во средните школи во Скопје. Ние потрошивме 7,5 милиона евра за целиот попис. А он беше планиран 14 милиона евра. И велам, тие компјутери што ги купивме, околу 3,5 милиона евра плативме за компјутерите. Добро, зашто не сакаат попис? Значи, ние бевме единствената држава која што 20 години немаше попис, заедно со Украина, ако не се лажам, кој што беше во војна. Сомалија. И со? Сомалија. И со Сомалија. Да. Не можам да разберам, затоа што, например, за... Велам, заради тоа што ние го сваќаме пописот на овој начин. Ама, попис е попис, да се преброиме да видиме колку сме. Да, Колку ама- излегове на крај? Милион 807, не, милион 730 или 830 нешто. А на гласаме 1.800.000. Да, милион 736 хиljadi. Да, не ми е јасно, 1.700.000. Не, ама видете, тука на многу не им е јасно, е проста работата. Не, Значи, право на глас имаат сите државјани, независно каде се. Не, неспорно е тоа сега. Не, многу го мешаат. Многу го мешаат. Не го мешаат затоа што Значи, гласаат и умрени лица, затоа го Не, мешаат. не, тоа е, значи, добро, тие приказни имаше некои можности таму во 2013-11 кои се правеа некои морализации, тоа се исчести, Значи ние сме, добро, 1.700.000 сме, настрана тоа избирачкиот список дека е 1.800.000, јасно ми е мене тоа дека тука влегува буквално и целата диаспора, Така е, на друго токму нели така. ги гледаме и авионите кои што доаѓаат. Па не море, 30% никогаш не гласале, например, никогаш не Така. имале 70% излезност на избори. И например, што беше најголемо изненадување на пописот според вас? За мене не беше никакво изненадување дека ќе биде помалку од 2 милиона. Ви Дори беше јас се плашев дека ќе биде ми помалку од ова што 91 колку бевме? 2033. 2.03. Значи ние Така. нашиот тренд е надолен? Да. Надолен од повеќе причини. Прво, земете ги демографските податоци. Значи ние имаме првиот квартал 2000 помалку родени деца од умрени лица. Само првиот квартал. Значи, ако се продолжи за тоа темпо, ние ќе имаме некаде 8.000 разлика само во природно движење. Може да ви помогнам со еден податок кога бев во Италија пред 7-8 години. Тогаш беше за прв пат во место каде што е населено со македонци, за прв пат во прво одделение повеќе беа запишани македонци отколку италијани. Но тие се нели струмиченца, виниченца, како ги викаат, тие пијаченца тој дел. За крај, бидејќи завршуваме, господин Симонски, неколку прашања. Дали Македонија изумира? Дефинитивно. Старе е. И ова старење е резултат и на еден природен процес и особено влијањето на миграцијата. Миграцијата, према кога спомнавме дека ние 6, 7, 8 милијади ќе изгубиме само на природен прираст, ние уште 15.000 ако изгубиме ради миграција, тоа се 20 кусурлијади. Меѓутоа, кога мигрантот, младиот човек со себе го носи и идниот наталитет. Тие, ако створиле семејство вода заедно, цело семејство, и зголемувањето на тоа семејство, или ако формира семејство таму, ќе биде таму, нема се случи тука. Значи, и идното раѓање
се случува надвор. Ние сега имаме околу 7-8 илјади раѓања на деца од наши државјани надвор од државата. Дополнително, и со намалувањето на природниот природ во државата, ние губиме преку 20.000 луѓе годишно. Само од тоа се ствара тупка во младиот. Ако земете пирамидата, која е старосната пирамида, која што би требало да изгледа на пирамида, денес изгледа на дрво. Односно доле заради намалувањето на природниот прираст. И одењето на луѓето од меѓу 25 и 35 години се лувањето, ви имате една голема дука која што оди нагоре и се ствара како печурка горе, каде што доминира веќе возрастното население. И овој процес е тешко се стопира. И тој не трае од вчера, тој трае веќе со децении. Дали државата е побогата отколку што мислиме или е посиромашна отколку што признаваме? Па, ако веќе го говоревме, мислам, го земеме предвид сето ова што го говорите. Прво, е посиромашна и тоа што губи население. Држава, најголемото богатство човекот, кога губи веќе осиромашува. Од друга страна, животниот стандард за жал не расте. Не расте, потребите растат, бидејќи развојот носи нови потреби и слично, меѓутоа, за жал ние не можеме да го пратиме така. Тие потреби, растот на потреби, да говорам за оние нормалните потреби, не говорам за луксуз и така натаму. Ако треба со една бројка да ја опишете Македонија денес, апропо статистика, која би била таа и зошто? Да, оцените со бројка не можете прво. Државата, бидејќи јас не би се осудил да така ја симплифицирам целата. А ако треба да ја опишете со една бројка? Тоа ќе биде 1.700.000. Не. Бројка во смисла од 1 до 5, дали е тоа добро или не. Јас ја сакам мојата држава, ја би дал секојаш 5. Да се разбереме, ама тоа е веќе субјективизам, тоа не е тоа нешто што ќе биде врзосано на некакви си реални работи. Така да не би сакал да се судам, бидејќи не можам да не бидам субјективен. Благодарам што бевте во бизнес клас. Благодарам за можноста. Поранешниот директор на Државниот завод за статистика Апостол Симовски во бизнес класа, овозможено од Diners. Не заборавајте лайк и subscribe на YouTube каналот Мишко Иванов, следете ни на социјалните медиуми. Ние се гледаме повторно за 7 дена на истото место во истото време. До тогаш, довидување.